сме жени и секогаш на грбот на жената се понесува многу повеќе од она што може да се поднесе, а овде кога се влегува низ оваа врата се трудиме да ги оставиме сите наши грижи и да си дадеме еден мир, една радост која ја носи музиката како една поддршка, како една терапија. Тука владе една прекрасна женска солидарност, една прекрасна позитивна женска енергија, нешто што навистина му е потребно на светот, би рекла. Бидејќи, како што знаете, тука имаме жени од различни возрасти, жени од различни професии, кои што во секој момент се тука едни за други. И мене тоа ми е навистина значајно, бидејќи знам дека имам едно сестринство, на кој што можам да му се обратам кога имам некаква потреба или некој проблем или едноставно за забава. И знам дека било која од сите овие 120 жени тука може да ми излезат од пресред и да ми помогнат. Секоја една е извонредна на свој начин, со своите одличности, автентична, секоја една, како и јас, значи покрај мојата професионалност, се претварам во Фрида кога доаѓа моментот за проба и тоа навистина многу ме радува. Затоа велам, Фрида е извонредност на чело со нашата диригентка, една и единствена Суза Турунџиева, која што е пред се зрачи кон сите нас храброст, смиреност и огромен потенцијал на инспирација. Јас кога заминав во пензија, мене ми беше на почетокот навистина многу интересно. Во смисла имаш слободно време, немаш стресови, не брзаш на работа, не се нервираш за ништо. Меѓутоа, како што одминуваше времето, бидејќи немав многу обврски, внуците веќе подпорасна, градинка училиште, ја останав сама со себе. Што останав сама со себе, меѓутоа останав сама со моите мисли кои што никогаш не ми доаѓале на памет. Мислите за минливоста на животот. И тоа толку мене ме оптерети и баш непријатно чувство ми беше, значи морам нешто да работам. Баш во тие моменти, што би рекла Суза наша, ништо не е случајно, сестра ми видела на социјалните мрежи дека Сузана Турунџиева распишува конкурс за женскиот хор Фрида. И веднаш се пријавив. Овде се среќаваме жени кои што сме со различни професии, кои што сме со различни животни приказни, меѓутоа музиката е она што не поврзува, затоа што, како што знаеме, и музиката и делува позитивно на целиот организам, како физички, ментално, така и еве да не расположува на сите проби кога доаѓаме. Така да Фрида од Македонија кај сите нас донесе нешто што е позитивно. Овде знаеме заедно да ги прославиме убавите нешта, знаеме да споделиме и некои тажни нешта, меѓутоа повеќе сакаме да си ги славиме убавите работи кои што ни се случуваат и кои што сакаме да ги споделуваме со сите. Овде таква енергија има кај жените, меѓу сите такво почитување, такво што навистина, што би рекла Тања, да цитирам, во еден момент Поповска Тања рече да ми кажувал некој дека во овие години јас ќе се чувствувам толку убаво, сега ова доаѓа како еден некој свет за мене паралелен, ама мој само, значи. И тука кога доаѓам, јас сум им навистина благодарна на Фридите, затоа што бидејќи ме прифатија многу убаво, и значи ние се дружиме, ние одиме на караоке, одиме на концерти. Песната е лек, лек што лечи се баш се. Само дојди ти, запеј и опушти се.
како што вели самата наша химна, песната лек, мене навистина ми беше потребен тој лек. Членка сум уште и кога хорот немаше име, кое што пак кога нашата диригентка Сузе Турунџиева го кажете дека ќе биде Фрида од Македонија, навистина уште повеќе се пронедов затоа што во него е втисната и на символиката, која што и ние сакаме да ја пренесеме, а тоа е љубовта кон себе, љубовта кон другите, емпатијата, храброста, хуманоста и тоа сето го носиме и ние не само како хор, туку и како индивидуи. Периодот тие 2 часа кога сме на хор, значи поминуваат како минута и 2. Заборавате на сите проблеми кои што во ова секојдневие сите ги имаме. Едноставно владее едно заедништво, како една огромна фамилија сме сите заедно дека. Исто така навистина е убаво тоа што после секоја проба ние се чувствуваме навистина порелаксирано, попозитивно. Значи сме изиграни, испеани, што навистина е значено за менталното здравје на секој еден човек. Ние сме можеби најнеобичниот хор на нашиве простори, а можеби и пошироко. Сигурна сум дека сме најбројниот и хорот во кој што не само што се негува музиката, туку и се негува хуманоста. Хорот во кој што се трудиме една на друга да си видиме голема поддршка, да правиме убави настани кои што силно одзвонуваат многу после завршувањето на секој настан. Мотивираме и се трудиме во ова време во кое навистина некако сите некаде брзаме и сите немаме време, ама баш за ништо, да споделуваме една со друга на теми за кои многу молчиме и многу страдаме.